Да, се враќаме назад со последниот час од Македонија наутро и нов разговор во студиото. Се одржа 7-миот меѓународен танцов надпревар, кој што е еден од најпопуларните кај нас, станува збор за стејдж. Време е да ги средиме импресиите, меѓународен имавме доста гости, бевме добри домаќини, впрочем, како и секоја година. Утрово ќе ги средиме импресиите и впечатоците заедно со мојата соговорничка. Добро утро или веќе добар ден за Тамара Ѓурчиновска. Тамара, не знам дали се рано будец или може добро утро, така? Да, добро утро. Балетско студио Арт Балет, основано уште далечната 2005 година од ваша страна. Еве веќе 7 година како се организира и стејдж. Како започна приказната на стејдж и што ве инспирираше да го создадете овој фестивал? Приказната на стејдж не започна случајно, бидејќи е поврзано со танца, танцот е се што јас познавам во својот живот. Како што и напомена на самиот почеток, балетското студио Арт Балет е моето детенце кое што веќе 20 години го негувам и одржувам со илјадници дечиња, кои што прошле низ овие генерации, на кои им било само хоби танцот, на кои им прераснало и во професија. И сакав да им овозможам на децата место и простор каде што ќе може пред се да ги разменат сопствените искуства, да се сретнат макар на кратко и да може да видат докаде се. Сметам дека конкуренцијата е здрава работа, посебно доколку се практикува од мали години, за да еден човек знае докаде да се мотивира и инспирира преку работата на останатите. Така. 1600 деца, 12 земји, импресивна бројка. Како изгледа да се координира еден настан од вакви размери? Од каде се имавме гости? Добри домаќини сме? Одлични. Са какви импресии заминаа гостите? Веќе оваа година потврдивме дека навистина сме едни од најдобрите организатори на Балканов. Доволно е на Балканов, Тамара, само ќе ми извиниш да кажам, гледаме инсерти, тука има и малолетни деца, тоа е со ваше одобрение, вие што ни ги испративте, што беа учесници на надпреварот. Ете така, сега да се вратиме назад. Извини, моравме само да кажеме гледачите и да поуживаат во тоа, ова се тази инсерти, така? Да, ова се инсерти кои што се снимаат на лице место и ние веднаш ги вадиме на нашите социјални мрежи. Ете, уживаме ексклузивно оние кои што ги немале погледнато. Навистина, после ова 7 издание можам со гордост да кажам дека барем на Балканот сме едни од најдобрите организатори, тоа го потврдуваат илјадниците коментари кои што ни ги спраќаат и родителите кои што беа во публика, дојдени заедно со нивните деца од разни држави, бидејќи тие патуваат на многу настани, нивните тренери, основачи на танцовите и балетските студија кои што дојдоа, бидејќи програмот безпрекорно тече, да се менаџираат 1600 деца зад сцената, заедно со нивните тренери и придружници. Значи, сите возбудени, сите се возбудени, посебно најмалите. Јас мислам како организатор, заедно со мојот стејдж тим можеме да кажеме дека најстресно ние кога се малечките деца. Значи, програмот започнува со најмалите. Тие се возбудени, некои од нив се за прв пат на волкава сцена и навистина гужвата е малку поголема, но оваа година верувајте дека не ги осетевме. Тимот толку добро ги запазува секоја година сите оние детаљи кои што сметаме дека можеби сме ги пропуштиле, можеби тука треба да појачаме во овој дел, каде треба да убрзаме, каде треба да има повеќе луѓе. Оваа година воопшто не осетивме дека има дечиња буквално од 3,5 години кои што настапија на таа сцена. И навистина ми е драго затоа што сметаме во нашата организација, бидејќи е комплетна, со нас зад сцената имаме и доктор и медицинска сестра за тие деца, за потребите на тие деца. И сметаме дека една од најважните работи кога ни доаѓаат волку гости и домаќини е пред се тие да дојдат среќни, здрави, живи тука, да го изиграат своето и да се заминат дома среќни и полни со импресии, а оваа година им подаривме повеќе од тоа. Од каде имаше гости? Од кои земји вака? Гости имаше од Русија, Турција. Дури од Русија? Да. Машало, далеко. Романија, Црна Гора, Србија, Хрватска, Бугарија, Грција и така натака. Не само танцот, туку културата многу пати до сега докажала и покажала дека знае да обединува различни култури, различни јазици. Тоа танцот го покажува, некако стејдж е тука
Скопје има навистина квалитетна танц сцена. Ние редовно тие теми некако ни се провлекуваат низ утринската, има доста надпревари, ваши колеги некако се трудите да го одржите Скопје некако на меѓу првите градови во светот што навистина е негува оваа уметност. Што мислите, што е тоа што ги спојува сите деца на таа една сцена? Тоа што ги спојува сите деца е душата која што ја дава македонскиот народ. Значи, ние навистина можеби не сме Париз или Прага да понудиме фасцинантни места, меѓутоа Скопје е преубаво. Преубаво е поради тоа што народот е топол, народот е премногу гостопримлив, ја имаме најубавата храна, мислам дека во цела Европа, навистина имаме што да им дадеме и они се воодушевени, мислам, навистина, они се воодушевени од љубезноста на непознатите луѓе кои што ги среќаваат на улица. И јас сум многу горда македонка, што ете покрај тоа што ние како организатори, јас и моите колеги кои што правиме вакви настани, се трудиме да вложиме и инвестираме средства, да им дадеме пред се прекрасни сцени, да им дадеме можност да се запознаат, да се покажат, да им понудиме убави и престижни награди како би ги привлекле што повеќе гости на нашите настани. Меѓутоа, она што нас не прави сите заедно успешни, тоа е добрината која што носиме сите ние во нас. Се согласувам. Многу луѓе кои што доаѓаат тука и се заминуваат, тоа го истакнуваат и мене не ми е јасно како некој од Балканот кога ќе каже имате најубава храна, тука сум навистина горд, најмногу горд. На програмата што имаш? Класичен балет, модерни, акробатски танци, беше ли се опфатено, што се случуваше за време на Стејдж 2025? Вака, Стејдж, мислам, една од најубавите страни и најсилните страни на Стејдж е тоа што е најзастапен класичниот балет. На што сум јас многу горда, бидејќи тоа е мојата најака страна, јас сум балерина и тој дел го познавам најубаво. Значи, општо во перформинг арт сите категории кои што спаѓаат, тоа е класичниот балет, неокласичниот балет, современиот танц, шоу денсот, акробатските танци, джез, музикален театар и имаше и латино и хип-хоп, но најмногу од се имаше конкуренција во перформинг артс, што е фасцинантна бројка, бидејќи многу од гостите кои што патуваат на званични европски, светски надпревари под одредени федерации, самите кажат дека стартната листа изгледа побогата дури од тие настани во одредени категории. А што вели меѓународното жири и гостите од странство во врска со не само организацијата, за организацијата кажавме, но за квалитетот на нашите танчери? Квалитетот секоја година се појачува се повеќе. Оваа година беше на вистина на фасцинантен левел и они се воодушевени и ми честитаат секоја година, Тамара, како успеваш да ги донесеш гостите. Убаво е кога ќе се види дека од најмала возраст се посветува внимание на децата. И сметам дека сите ние имаме мисија и ние како организатори и судиите кои што ги оценуваат тие деца, и нивните тренери кои што работат со нив, сите ние имаме мисија да оставиме што подобар печат и белег на тие деца, да им дадеме што повеќе знаење и познавање од сите видови на танци, затоа што се тие нашите идни наследници, тие се нашата иднина и публика во културата. Сето ова го правиме во нивно име и во нивен интерес, и со самото нивно представување и ние следната година ќе бидеме уште подобри домакини, ќе имаме побогата програма и повеќе гости. Да, јас веќе од сега планирам дека Стејдж, покрај тоа што е во еден ден на двете сцени во Националната опера и балет, следната година ќе биде 2 дена на двете сцени. Награди? Дали има ваков дел целиот овој фестивал или? Да, награди имаме за првите 3, прво, второ и трето место. Секој од нив добива медал, диплома која што е призната, со која што може да аплицира на разни огласи за стипендии и така натака. Покрај тоа на децата им даваме, на клубовите им даваме и парични награди, со цел да ги мотивираме дека од Стејдж би требало да поидат и на друго место и тоа да им дојде како награда дека преку нивниот настап и перформанс тие може да освојат нешто со кое што ќе продолжат да си го негуваат својот сон. Впрочем, да им помогнеме и на тренерите, и на децата, и на родителите, тие парични средства да ги искористат кај некој друг колега од сродна држава, од иста
може да си купат костими, може да си купат реквизити. Навистина е значено, бидејќи јас доаѓам од секторот на културата и знам колку е тешко да добиеш финанси или било какво покритие и спонзорства за еден тип на настан. Танцот и не е толку популарен за финансирање и спонзорирање како што е, например, тоа фудбалот и спортот. И мене ми е жал што не се вложува повеќе во културата, затоа што, како што напомена, танцот не познава граници. Танцот е интернационален јазик. Значи, вие може да не го говориме истиот јазик, но се разбираме преку самите движења. Секој знае како треба да се излезе на таа сцена, не треба да говори, не треба него го препознават. Секој е негово доминација. Да. Добро, мислам дека и социјалните медиуми го направија тој проблем денес да повеќе некако се цени квантитетот и виралноста. Некако денес надпреваре и самите спонзори сакаат се она што е повирално, некако погледано и покоментирано, а тоа знаеме дека денес го носи квантитетот. Се она што е денес култура, уметност некако е како на маргините, но тажно е кога зборуваме и за поддршка, дека денес некој повеќе би сакал да се рекламира на нешто што не знаеме каков бенефит би му дошло ако е со квантитет, а ете не сака да вложи во танц, во нешто што е уметност, но се надевам дека ќе се променат работите и кај спонзорите, нели, ако така зборуваме. За крај, во свет во кој децата често се пред екрани, вие нудите сцена, нудите музика, нудите движење. Па така и би сакал да завршиме. Како гледате на влијанието врз танцот врз воспитувањето на младите и што би им порачале на родителите? Зошто нивното дете да биде дел од една ваква приказна ако изразува желба? Некако и се совпадна овој разговор со претходниот за музикотерапијата. Видете, една од најубавите работи е да му дадеш на едно дете сцена како што е Националната опера и балет. Бидејќи навистина, јас пак ќе кажам, сум балерина, патувам, сум упатена во сите меѓународни танцови, семинари, изданија и по други држави. Имаме еден од најубавите театри и една од најубавите сцени. Пред се сакав на децата да им ја подарам таа сцена, каде што играле големи имиња, која што е фасцинантна, да го оживеат својот сон, да го појачаат својот сон и да изградиме една фасцинантна бројка во културата. Сметам дека само со масовност можеме да избиеме на пиедесталот, да бидеме повеќе слушнати, повеќе видени, а и публиката, не само родителите, туку целата публика, значи целата јавност, па дури политиката да сватат дека се потекнува од децата. Ако на децата не им пружиме убаво детство, нема да имаме ни убава иднина. Танцот го нуди тоа, танцот нуди забава, среќа, радост, насмевки и децата вечно ги памтат сите тие моменти, така да мислам дека ние веќе имаме огромен удел во идните генерации. Благодарам многу, Тамара, за гостувањето во Македонија наутро. Посакувам реализација на се она што го зацртавте како студио и лично ти за твоја професионална кариера до крајот на годината, па да се видиме во 2026 за нови предизвици. Ви благодарам многу на поканата. Благодарам уште еднаш. Време е за музика. Веднаш потоа ќе го погледнеме и времепловот. Колешката Сонја Стојановска ни ги подготви настаните кои што се случили низ историјата на денешен ден.